Здраво, дечки! Оваа серија на видео имаат за цел да ви дадат неко основно познавање на Java јазикот, со цел за вие кога ќе почнете да го совладувате материјалот од алгоритми и податочни структури, вие нема бидете успорени од фактот дека вие не го знаете самиот јазик во кој што програмирате. Значи, ќе почнеме од самиот почеток. Ја ќе користам IntelliJ како платформа за програмирање. И ќе почнеме од самиот почеток, значи креирање нов проект. Project name не ви е битен, може пишете што сакате и локацијата. Кога ќе се креира проектот, од лева страна ја има хиерархијата на фолдери и кога треба најме SRC фолдерот и на него десен клик New Java class. Сега, немот на Java класата вас ќе ви биде битна кога ќе бидете на испит, затоа што ова име на класата треба биде бидејќи името на вашата Java класа треба биде иста со таа што ви е дадена на код, на code.finki. Што значи тоа? Значи, ако отидам ја Finki, ја земам него рандом задача, името на класата е дадено, Arithmetic Expression. И ако мојата класа не се вика Arithmetic Expression, тогаш кога ќе копирам и пестирам мојот код во код и ќе стиснам run, ќе настане ерор. Пред тоа, значи името на класата ќе го гледате од тука, од самата задача. За ако ја ќе искористам името на класата main. Класата main ја добива својата функционалност кога ќе напишеме нејзината main функција. Нашата public класа што сега креиравме, во нашиот случај ќе се вика main, но може било како да се вика, ќе добие својата функционалност кога ќе внесеме нејзината main функција. Тоа во IntelliJ се прави со шортката PSVM, што значи public static void main и како аргумент се добиваат string arguments. На овој предмет не мора да се замарате за што значи ова, само знаете дека ви треба оваа функција за да работи. Кога ќе стиснете сега рано дека во main се повика уствари main функцијата на нашата класа. За да го истестираме тоа, ќе пишеме класичниот hello world. Не знам дали ќе се